Да се стави крај на злоупотребата и на обвинителството и на судството. Македонија да стане правна држава е една од пораките кои вчера ги упати лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во интервју. Тој вели дека власта е деструктивна за законот за СЈО и дека тие како опозиција ќе предложат нов и подобар закон, за кој јавноста ќе оцени дали е подобар од сегашниот, која е реплика на хрватскиот. Мицкоски истакна дека работните групи на партијата работат на закон кој ќе го опфати компаративното применливо европско право и препораките на Европскиот суд за човекови права. Тие луѓе кои што ја обвинуваат опозицијата практично сакаат да го искористат законот за јавно обвинителство ваков каков што е. Се со една цела, тоа е практично да ја нападнат ВМРО ДПМН, бидејќи знаат дека на следните избори ги гледате анкетите какви се, дека ќе доживеат дебакл, дека народот заедно со ВМРО ДПМН ќе ги порази. Единствен начин како да се спасат е да донесат на сила еден ваков закон и да го користат истиот тој закон за политичка пресметка со опозицијата. ВМРО ДПМН формираше тимови внатре партиски и тие тимови ќе работат во рамките на правната комисија на ВМРО ДПМН во креирање на еден закон. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН се осврна и на една од најактуелните теми деновиве, а тоа е датумот за почеток на преговори за влез на државата во Европската унија. Мицкоски истакна дека тие како партија се трудат и лобираат за Македонија да добие датум, бидејќи тоа е една од стратешките цели како на партијата, така и на државата. Ако ја споредиме конструктивноста на ВМРО ДПМН и деконструктивноста на СДСМ кога таа беше опозиција, тие се неспоредливи. Ние лобиравме кај нашите сестрински партии, јас лично бев во Берлин, бев и разговарав со високи политички представници на ЦДУ, на ЦСУ, представници од ВМРО ДПМН предводени од подпредседателот и двајцата меѓународни секретари беа во Брисел, остварија средба на парламентарното собрание на Европската народна партија. Дадовме и повеќе од што оваа влада заслужува. Не го правиме ова за Зоран Заев и таа криминална дружина, ние ова го правиме за граѓаните и го правиме за државата. Во интервјуто Мицкоски ја критикуваше власта за немањето на реформи и дека тоа го пишувало во извештајот на Европската унија, па затоа и немаме датум за преговори, били првиот човек на опозицијата. Тој истакна дека е лош амбиентот во кој функционира политиката и демократијата и дека нема владење на правото, а тоа било нотирано и од меѓународната заедница. Мицкоски вели дека од тоа што го ветуваше премиерот за промените и метлата нема ништо. Единствено го нема Тевдовски, вели председателот на ВМРО ДПМН, која повика власта да распишат избори, што поскоро и дека тие како партија се подготвени на нив, дури и каде во техничката влада Заев би бил министер за финансии, а Кочо Андјушев технички премиер.